Здраво, јас сум Силвана. А јас сум Илче. Ова е уште едно викенд издание на емисијата Пријатели. Како што гледате, ние се наоѓаме во градскиот парк во Битола. Да, времето станува се поладно и поладно, затоа искористете го секој момент. Подвојте време, излезете со вашиот миленик и поминете убави моменти заедно. Во оваа емисија ви подготвивме два интересни прилози, а нашите гости имаат повеќе од еден миленик во својот дом. Па следете не во наредните 30 на минути. Денешната емисија сигурно ќе ви биде забавна, бидејќи се наоѓаме во дом во кој што има три домашни миленици. Станува збор за два пенчеви и еден лабрадор, а нивна собственичка е една наша позната македонска пејачка, која што е позната како девојка која што го повикува лошото време, па бидејќи е есен и се спремаат дождови и снегови во зимата, слободно може да кажеме врне и Сара Мес. Здраво Сара, и ти благодарам што одвои време денес да бидеш дел од оваа наша емисија. Благодарам и на вас што воопшто постои емисија во која што ги поддржува животните и нивните права, пошто во последно време гледам дека тоа некако не е многу почитувано. Имаше тоа видеото за волкот, се изреволтирав многу, ама се надевам дека на крај ќе искочи правдата. Што се однесува до пинчевите и лабрадорите, да, мојот живот некако од кога знам за себе чуваме пинчеви со моите, сега сум сама, па некако се решивме за поголемо куќа. И мислам дека, не знам, да го барав со боринче, како викаат, не можеше да најдам толку мило, толку умно и толку златно куќе. Топло препорачувам на сите гледачи на сите кои што сакаат куќини и животни, а треба сите да сакате, да си земат лабрадор, пошто се многу мили суштества, многу умни, не тераат инат, не се нешто да намерно да прават лоши работи, баш се паметни, учат лесно наредби. Ние со него почнавме да учиме уште кога го земавме уште на 2 месеци до 3 месеци, веќе може знаеше некои 10 спора така. Многу се лакоми, стравни се, сакаат многу да јадат. И затоа е лесно да ги научиш, не знам да ти кажа здраво, ако му даеш награда одма после тоа. Гори од желба да научи. Мора да им се работи со интелигенцијата, пошто инаку тоа ги прави среќни, тоа ги одржува живот, мислам така. Веќе во најавата кажав дека во твојот дом имате повеќе миленици, од каде љубовта спрема животните? Па не знам, изгледа така ме воспитале од дома, така сме научени со брат ми, или не знам, валјда е плюси од само себе си. Мислам дека животните се суштества какви што луѓето мечтаат да бидат. Толку, они се како децата всушност на некој начин, искрени, чисти, они не можат да излажат, не можат да изглумат. Секогаш се тука за тебе, ти даваат безрезервно љубов, безврезервно. Еве, а тоа ти даеш една љубов? Безрезервно, значи. Да, но не знам, животните, од кога знам за себе чуваме животни со моите. Не памтам уствари да имало период во мојот живот кога сме немале некакво домашно милениче. Чувавме и зајак. Памтам дека зајакот беше тежок за чување, зашто правеше дома, вршеше бели, голема и мала нужда и тоа ми рискаше така малку поише, затоа не беше доволно. Инаку папагали сум чувала, не знам, мачки сме чувале, кучиња сме чувале. Бидејќи претходно ги имавте пинчевите, кога дојде Атос, како тие реагираа на него? Дали тука имаше љубомора или лесно и слободно го прифатија? Атос кога дојде, другите две кучиња беа многу љубоморни, а од другите две морам да ви кажам дека Ези го чуваме 3 генерации. Чуваме дедото, таткото и ова е синот. Значи како си правеа они легло кучињата, си зимавме едно и ни остануваше секоја. Значи генерацијава на Пези го чуваме негде од 4-то оделение, може. После тоа ја земавме и Леа. И прво Пези беше љубоморен на Леа кога стигна Леа во нашето семејство како ново куче, женка. А женките се на некој начин мислам дека поприврзливи, заради тоа што таа Леа се приврза многу за татко ми и Пези тука многу љубомореше. А кога дојде Атос, и двајцата беа многу љубоморни. И многу беше смешно, зашто Леа е џуџест пинч, и Леа е буквално толицка, е колку играчка ова е баш. И многу беше смешно, зашто таква седеш во пеш и му сржува на Атос и иде на кај него да го напаѓа, Атос гледа во кафе.
И тоа беше така смешен момент. Инаку љубоморни само на крајот се здружуваат, нема како, победува љубов таква чешка. Но их намора на многу собственици е како да ги научат своите миленици да ги извршуваат физиолошките потреби надвор од домот. Дали ти, Сара, имаше проблем со тоа? Воопшто, особено со Атос. Јас се плашев дека прв пат, нели, големо куче, Атос ке го бутнеш цвеќето да го направи. Значи, се плашев дека пошто голем, си викам, леле, ако направи белјата ќе биде голема. Ќе треба многу за да се исчисти тоа белја. Ама, нели викаат до 3 месеци дека не треба да се изнесуваат кучињата поради тоа ако не се вакцинирани за да не фаќаат разни заразни болести. Јас сепак решив, значи на почетокот на 45 минути буквално комшиите ми се смеа, кога што направи на нонстоп го вадев. Значи, нели прво додека се сосема малечки 5 пати на ден јадат и пример пред јадење, после јадење нонстоп цело време го вадев. Не знам, си го учиш кучето, секој треба да си го запознае кучето, да од прилика да знае кога што му се прави за да може да му овозможи. И после кога ќе се навикне да оди надвор, веќе што вика не е ни некој викаат со кјотек се воспитува, не знам, ние го немаме тепано уопште за он да научи дека треба надвор. Само кога му се одеше надвор, дури кога беше малечко скроз во раце, зашто знам дека пример ако спие со нас и ако на пример стане он порано, можно е да дури кога ќе стане од кривот одма да се измача. Затоа станувам и директива со него раце у лифт до доле за да се изврши нужда и така после тоа поретко почнав да го изнесувам. Пошто приметував дека повеќе држи и сега последно беше оставен сам дома 11 сати, немаше направено воопшто белја, има 7 месеци, така да тоа мислам дека е успех голем. Дали врската околу чувањето на Атос е само твоја или некој ти помага? Па има многу луѓе што помагаат. Имаме 1000 даделки на Атос. Значи со Димитар ми помага. Брат ми исто многу често му се јавувам да го чува кога ниту јас ниту Димитар не можеме. Ива, мојата најдобра другарка, она исто многу често ми помага. Понекогаш и оставам клjuč да дое тука целодневно да го чува. Бојан, еден другар, ми помага, тетка Сузен ми помага. Не знам, има луѓе што Атос освојува, че многу голем шмекер. Сите го сакаат и мислам дека сите имаат желба да го чуваат, така да немаме проблеми со тоа. Ајде, Сара, опиши ни како изгледа еден твој ден и колку време од денот одвојуваш за твоите миленици. Па, денот ми е фулм, ако што гледав многу видеа клипчиња и викаат демек дури си правиш муавет или било што друго правиш, он треба да знае дека ти цело време му обрнуваш некакво внимание и се трудам, пример, ако вежбам некаква песна или ако пеам и он вака ностоп ја гледа на компјутерот цаца и меѓу време му фрлам играчка. Кога свирам до пред некој ден беше харфата тука, значи обожава на најдесната педалја, ја става главата и изгледа мој угол кога мрдам со ногата, вака изгледа го чешка и пак е тука он активен околу мене со мене, пошто фала Богу моја работа толку дел, можам и од дома да ја вршам и да бидам со него. А инаку да, ја го учев сите тие седи, лежи, здраво, не знам, гушни баци, све тоа, нежности. Така да мислам дека му посветувам внимание. Ми е криво кога нема да ми стигне време, пошто има и такви денови. Дали некогаш ти се случило во парк да излезеш заедно со трите миленици, значи Пинчевите и Атос? Па не знам дали ми се случило, мислам дека мене не ми се има. Уствари да, ми се има случајно со брат ми заедно, мислам дека еднаш во Мичори во паркот ги шетавме. И лесни се за не е многу тешко, не знам, има луѓе кои што кучињата си ги шетаат цело време на ланец. Јас инсистирав уште кога го земавме Атос на почетокот да го научим и без ланец за да може да не прати, да биде тука, да не се плашам утре да не го изгубам или да не ми избега. И сега буквално или преска, не знам, на фризер одам, он си ги знае сите места на кои што ја одам и функционирам, запознат со сите луѓе. Веќе има 7 месеци, ја не се секирам, мислам, јас сум натравна на надвор и знам дека е безбеден, пошто нема начин да ми кидне. Трите се интересни да се шетаат, ама и трите кучиња се такви, значи го пратат човекот, приврзани се за човекот, така да не е многу тешко. Бидејќи доаѓа зима, тоа на Атос воопшто нема да му биде проблем, но зимата е тешка за Пинчевите, па дали ги облекувате? Да, за Пинчевите имаме облеки многу и шиени, и плетени од бабите, и купени,
од сегде, така да они се зимурливи и дури во лето. Мене ми е смешна многу таа малечката Мија, мислам малечката Пези е толкав, Мија е толкава, вака, од прилика. Пошто кожата е влакно, скоро на некои места и нема влакна, како гола е. И многу ми е смешна, пошто оди секогаш бара сонце и се сонча, легнува. Како Сара балансира, покрај тоа што се бави активно со музика, да најде време за своите миленици? Така, затоа ви реков дека 20 минути многу значат. Не знам, смислам дека се е до добра организација. Ако си направиш од претходниот ден план како ќе ти изгледа денот до минутка, мислам дека се организира. Понекогаш е проблем, пошто големите куќиња стварно мислам дека треба да се трчат по 1 сат минимум на ден, заради тоа што имаат потреба од тоа, едноставно треба да потрошат енергија по захтевни се. И ми е понекогаш криво, пошто не секој ден имам време тоа да го правиме. За тој момент сум крива и треба ќе отека, ама ќе биде подобро. На социјалните мрежи често пати можеме да забележиме како објавуваш слики со твоите миленици. Јас сега брзо налетав на едно видео со Атос, значи лабрадорот, на кој што тој учеше да зборува македонски. Дали во иднина, може би планираш да го научиш Атос да пее и како тие реагираат тебе милениците воопшто на музиката во твојот дом? Атос веќе правува некои музички. Атос? Ај пеј? Ке пееш? Не, се. Значи, Атос е многу умен, стварно многу куче и мислам дека стварно да ти е задоволство нешто да го научиш. Се има случајно, баш покажува која музика му се свиѓа, која не му се свиѓа. Значи, пред некој ден се смеевме, пошто не знам што слушавме, некоја опера беше, мислам нека, или нешто, дали беше, не знам што беше точно, некаква класика беше, знам, и вака баш цел мрдаше. Исто се случи една песна правевме со Бојан Ајки, беше тука баш, и Демека Кордов, не знам што, и таква требаше да биде стресно моментот, имаше момент кога баш Атос се мрдаш и си одеш и Демек тоа не ни треба ова, значи ќе го тргнеме ова. Така да пројавува некакви афинитети. Они, мислам, ја ги доживам како луѓе искрено кучињата. Мислам дека они се луѓе и мислам дека све разбираат. Ако внимателно си го анализираш кучето, ќе разбереш што му се свија, што не му се свиѓа, па така и музиката. Сигурно имаш доста интересни случаи кои што можеш да ни ги раскажеш со твоите миленици, па еве одбери една да споделиме со нашите гледачи. Па вајда многу случаи постојат. За кое куче? Мислам се Атос ми е најактуелен. Атос многу сака да се бања и пресмешен е. Значи, бевме на Козијак пред некој ден веќе пред некој месец. Значи, он ако осети вода, од 100 метра се затрчува, се фрла и плива. Значи, на Вардар, на кеј ми е страв да го шетам, само тоа зашто секогаш ми се фрла во Вардар скоро. Значи, во пивница ми си има фрлено на кале, усред пивница, значи, он дојде во фонтаната се фрли. Во паркови секогаш кога го шетаме се фрла во фонтаната, обожава да се бања. Смешен ми беше на Козијак, зашто му фрлавме дрва и пример едно дрво, друго, трето, и едното го зима во уста, другото вака со гради демек се обзва да се го прибере. И така многу сака да се бања, ето тоа може, не знам дека. Смешен е Атос многу вака да го гледаш, пример кога беше многу малечок, само што го земав 40-50 дена имаше и го однесов во Алур, таму кај што одам на фризер, кај Дарко. И многу му се лизгаа плочките, не можеше да застане на нозе. И пробува да застане, шиљак падна, и тогаш уште немаше контролирано бешиката. И си изврши мала нужда и вака се пљаснат. И си остана да си лежи така во топличко. Дали Сара се сеќава на својот прв миленик? Мислам дека се викаше Лиска и мислам дека тоа беше куче што го имавме најдено некаде. Памтам, прибиравме, наоѓавме мачиња, кучиња, све. Мислам дека Лиска беше првата онака што ја зачувавме до голема, до цело време. Лиска се викаше, да. Каков миленик досега не си чувала, а би сакала да имаш во иднина? Многу сакам коњ, не знам тоа дали миленик вајде да. Многу сакам стварно коњ да имам. Куќа со многу голем двор, со место за коњот, каже ке можам да се шетам.
и да си го јавам некакви планини. Еднаш сум јавала коњи и многу ми е интересно. Не само за јавањето, него коњот како појава, како животно. Имам читано за нив дека се многу умни, дека се многу така исто блиски до луѓето. Би чувала се, не знам, како малечка во Србија одев кај бабика и дедо и многу ги засакав јарињата. Никогаш не очекував дека козата е уствари толку умно животно и тогаш сватив дека уствари сите животни, ако успееш да им се приближиш, може да бидат умни. Јарињата, например, многу се приврзаа за мене исто со нив нонстоп бев, така да би чувала секакво животно, не знам. Не би чувала мачка, пошто последниот мој обид со мачка беше фатален. У Софија бев. Уствари ја цело време чувам некакви животни, дури у Софија у прва година кога студирав, чував педен пинч, со тоа што после го врадив, пошто сватив дека немам време и дека е жално за куќето да не му обрнувам внимание. И земав маче, како нели ајде полабаво мачињата ќе издржат. И на крај мачето се покажа како многу лицемерно и ми изнервира и не ќе беше мачиња. И за крај, еден апел од Сара Мес до нашите гледачи. Мили драги луѓе, куќињата, животните, сите животни се еден извор на енергија прекрасна, даваат безрезервно љубов, знаат да сакаат, без нешто да треба посебно да им кажете и да им направите. Мислам дека треба да ги сакате, најмалку ако не можете да ги сакате, мислам дека нема никаква потреба да кревате рака на нив, да ги малтретирате, заради тоа што тие нема да ви направат ништо лошо доколку вие не ги закачнете. И единственото нешто што можат да ви го дарат е љубов, љубов и љубов. Затоа немојте да ги малтретирате, поминете си ако не ги сакате и игнорирајте ги, ама немојте да ги тепате, зашто тоа не е убаво. И тоа со волкот не беше убаво, зашто бите во волкот ако мислите дека е штетник, а не така да го тепате, не е ферски така. Волкот вас нема така да ве тепа. Ти благодарам, Сара, што не прими во твојот дом и ја сподели твојата љубов за домашните миленици заедно со нашите гледачи. А сега за крај ќе го замолим Нато за еден апел. Нашиот маркет се затвара за 10 минути. Ви благодариме за довербата. Господинот Митрески да се јави на каса број 3. Повторно влегле кучиње поради овие фрутис. Доаѓам. За фрутис, кучињата би направиле се. Сакате ли милениче? Живеете ли во урбана средина? Или го чувате вашиот миленик дома? Сите ние ги сакаме животните, а тие имаат само една потреба да одат кај најдобрите. 5 шопови пријатели во Битола, кај поштата и во новиот пазар на вториот кат. Ние ги сакаме животните и доаѓаме во пријатели. Hachiko was my grandfather Wilson's dog. Everyone called Hachi a mystery dog because they never really knew where he came from. That's where their story began. Hey, buddy, you lost? One chance encounter. He was at the train station. Just thought you'd bring him home and talk me into keeping him. Tomorrow morning, I'm going to find out exactly where he belongs. Became Dad, I love him. a miraculous story. Does he have a name yet? Yes, he does. Temporary guest. Go ahead. Go ahead. No. The ball. He's lost it. Sorry. The dog's already been taken. Whoa! Good work. So go ahead. Go on home. Archie! What are you doing here? Been here all day? No. He just showed up 2 minutes ago. It's amazing. Every day. Hachi! Hey, Hachi!
don't have to wait anymore. He's not coming back. Based on a true story. One dog's loyalty inspired a town. Is that the dog that I've been hearing so much about? To discover friendship can last forever. Every day, come, same time, same place. It sounds like it can make a good story. Starring Richard Gere, Academy Award nominee Joan Allen, Eric Avari, and Jason Alexander. When I hear about my grandfather and Hachi, I feel like I know him. They taught me the meaning of loyalty. That you should never forget anyone that you've loved. Hachiko, A Dog's Tale, based on a true story. And that's why Hachi will forever be my hero. Крајот на оваа емисија на пријатели. За крај ќе ви кажеме повторно еден виц. Царот на животните Лавот им забранил на мечката и на зајакот да се дружат. Токму затоа мечката и зајакот се договорили да одат во кафеаната и да направат план против Лавот. Лавот разбеснет влегол во кафаната, па мечката за да го спаси зајко го турнала во низиното крзно. Кога Лавот ја запрашал мечката што има во низиното крзно, таа му одговорила: Носам слика од зајко. Бидете со нас и наредниот викенд. Чао, чао. Крајот на оваа емисија на пријатели. За крај ќе ви кажеме повторно еден виц. Царот на животните Лавот им забранил на мечката и на зајакот да се дружат. Токму затоа мечката и зајакот се договорили да одат во кафеаната и да направат план против Лавот. Лавот разбеснет влегол во кафаната, па мечката за да го спаси зајко го турнала во низиното крзно. Кога Лавот ја запрашал мечката што има во низиното крзно, таа му одговорила: Носам слика од зајко. Бидете со нас и наредниот викенд. Чао, чао.